Американските транспортери се поставени пред тешка дилема, дали да размислуваат за електричните или да останат верни на класичните дизел камиони. Но колку и да не е тешка одлуката за што да се определат, сега ќе мора да земат во предвид уште еден фактор. Freightliner представи нов концепт на камион со напредни решенија. Наречен Supertruck 2, фокусот на инженерите беше ставен на високата ефикасност, базиране на успешната Каскадија и има активна аеродинамика досега невидена во овој сектор. При возење на автопат, страничните панели и спойлерот на покривот се поместуваат за да се намали на минимум просторот меѓу кабината и полуприколката. Се контролира и височината од асфалтот, која се намалува на само неколку сантиметри. Специјално за него и Националната агенција за безбедност во сообраќајот одобри користење на дигитални странични ретровизори, што може да доведе и до промена на сегашната регулатива. Но тоа е само дел од приказната. Во долгиот нос се наоѓа 13-литарски дизел, за кој компанијата вели дека е најефикасната погонска единица досега инсталирана во некој нивни камион. Од деталите за моторот се наведува дека е опремен со одвоени системи за ладење на ниска и висока температура кои работат во тандем со двостепеното турбополнење и рециркулацијата на издувните гасови. Останатите технички унапредувања вклучуваат паметно подмачкување и адаптивни тандемоски кои автоматски се префрлаат од 6x4 на 6x2 погон при возење на автопат. Камионот има менувач со 13 степени на пренос и електричен систем од 48 волти кој користи литиум-ионски батерии со функција за исклучување на моторот при возење по инерција. Благодарение на сето ова е забележано намалување на потрошувачката на гориво за 5,7%. Од Freightliner уверуваат дека Supertruck 2 во суштина е технолошки демонстратор и дека голем број од неговите карактеристики би можеле брзо да се применат во редовното производство.